Веќе 18-та година поред Сдруженијето на жени Прередба од Прилеп го одбележува третиот ден од велигденските пости кој кај народот е познат уште и како Тримир. Македонски традиционални рецепти, зелници, мазници, граф, постна сарма, крајвајчиња, баклава и уште многу други работи се најдоја на постната трапеза. Според православната традиција, на почетокот на велигденските пости, оние христијани кои што држат Тримир, ниту јадат, ниту пијат од понеделник до среда. Во средата одат на литургија каде се причестуваат, а потоа за прв пат после 3 дена конзумираат храна и вода. После најубавиот наш празник, Прочка, на кој најмногу се радуваат децата, а и ние возрастните, следува она убава вечера, мислам, кога се запостува. Сега, наредните 3 дена се строги пости и затоа се вика Тримир, наредниот средата е веќе третиот ден, кога најмногу се запостува и му се честита на тој што е веќе испостил 3 дена. И затоа се збираме вака сите овде, непосебно ние членките, да си го испразнуваме нашиот празник Тримир. Тримирската трпеза ни содржи постно, се е постно, графче, сармичка, па постни погачи, па и така натаму. Се е постно пченица, ошав и така. Инаку овој ден најмногу се одбележува во Прилеп и Струмица. Интересно е тоа што на Тримир се канат само жени, а не мажи. Затоа кај народот овој ден е познат уште и како женски празник или женски ден. Односно, мајката од младата невеста прво на гости си ја поканува свекрвата, а свекрвата пак си ги поканува незините блиски, золви, јатарви, за да ги донеси на гости кај мајката од невестата. Невестата пак за тој ден постарите ја поучуваат дека свекрвата и свекорот треба да си ги почитува исто како и своите родители. Тримиро се одржува во Прилеп само за невестите и појќето кај мајките си ода. Со свекрвите, со сите. Ето, тоа. Што се носи, Се носи поклони за невестата и се носи протокали, овошје, шо било. На овој ден во средата по Прочка се вика Тримир и невестата, кај мајката невестата одат од кај зетов, свекрвата се ги поканува фамилијата незина и одат на гости. Таму се носат дарој. А мајката спрема од граф, сарма, пченица, ошав, компот, па баклава, па се е посно. Зелни, погачи, значи сето да биде посно. Овие што идат носат благо, кој алва, кој локуми, кој боза, кој сокој, а протокалите веќе неизбежни се тие. И така се собира сите, и се вечера, се руча, се јади од се и се што сега. И убав, тој адетот е многу убав и сакаме ние да остани за секогаш запаметен и да запаметат нашите деца, нашите внуци и за понатаму да не сгасни. Отие навистина е многу убава традиција е. А како посебни специјалитети без кои што не поминува овој празник во Прилеп се пченицата од конопни зрна и бозата. А пченица се прави со конопни зрна. Се вари пченицата и конопните зрна се толчат и таа иди како со млеко да е праена, бела од конопните зрна. Значи, обавезно пченицата се правила со конопни зрна заради конопното зрно било многу калорично било и дека постеле тие Тримир држеле и за најнаш да добија сила, снага, да речам, и затоа конопните зрна со пченица неизбежна била. За Тримирот најважно е бозата. Во времето била таја да се донеси на овој ден. И жените што иделе бидејќи кај мајките, иделе младите керките, невести што биле свршени и кај ни се давало дарови, со дарови иделе. И тоа продолжува понатаму, таа традиција, бозата да се употребуваат откако невестите, младите ќе се породат, за да добијаат млеко за младите дечиња. А како и секоја седенка со вкусна храна, на крајот дружбата на Сдруженијето Прередба заврши со традиционални македонски песни.